Господине Беслимовски, колку деца има во моментов во Центарот за привремен престој на бегалци и мигранти во Гевгелија? Каква е ситуацијата со нив? Во моментов имаме 50 на деца, меѓутоа бројката е менлива во зависност од тоа некои заминуваат, некои доаѓаат. Меѓутоа некоја бројка околу 50 деца имаме во моментот. Од различни земји доаѓаат, претежно од Сирија. Имаме исто и дел курди кои што доаѓаат од Ирак. Работиме со мешана група на деца. Какви се програмите кои што се спроведуваат? Овие деца долг период се овде, голем дел од нив. Дали има некаква образовна програма, особено за оние деца кои што се во школска возраст? Повеќе од половина од децата се на школска возраст. За нив има активности организирано исто како за нашите деца во нашите училишта. Се користи програмата од редовното образование наше, нормално прилагодена. Имаат неколку предмети кои што ги изучуваат од понеделник до петок. Значи од 9 саат са бајле почнуваат до 13 часот е наставата, после тоа имаат слободни активности, домашни. Значи се работи на германски, англиски, македонски, математика, природни науки и информатика. Тоа се предметите кои што сметаме дека ќе им требаат ако проложат, односно ако останат овде, за побрзо ако останат да се вклучат во нашиот образовен систем. Сета програма е работена со Биро за развој на образование и Министерство за труд заедно со УНИЦЕФ. Овие деца сепак најголемиот дел од своето време го поминуваат затворени во овој центар за мигранти. Се појавуваат ли проблеми да сакат да излезат од тука, да бараат, да се чувствуваат можеби осамено затоа што се наоѓаат тука во изолирана група, во изолиран простор? Имало ли потреба од интервенции? Не знам дали има и психолози, социолози кои што работат со нив покрај овој специфичен начин на живот. Мешан тим работи со децата, меѓутоа тие веќе не се затворени овде. Ние имаме дозвола за излез и програма за работа со нив надвор, че посетуваат најразлични настани и се трудиме да излегуваат цело време надвор, да бидат во некоја нормална средина. Околината овде ќе видите каква е. Така да се трудиме да биде блиску до нормалното. Колку време веќе се дозволени излезите, особено за децата и за возрастните? Има ли повеќе од месец дена? Па да, повеќе од еден месец излегуваат слободно, нормално со одредена контрола. Ова е сепак вонредна ситуација, ние сме на граница овде. Меѓутоа има излегување, сите потреби на дворешни надвор што тие ги имаат се покриени. Од лекар до излегување, се што им треба имаат. Има се уште илегални преминувања, тоа е процес кој што не е завршен. Дел од нив знаат да бидат привремено присутни и тука од луѓето кои што се фатени од полицијата. Колкав процент се во групите на криумчарени мигранти и бегалци деца? Значи, генерално од луѓето кои што овдека доаѓаат, од тие што ќе бидат фатени на илегалните премини, доаѓаат овде. Кога се работи за ранлива категорија, остануваат овде одреден период. Ако имаат потреба од лекарска грижа, одмор или било што, ние ги згрижуваме овдека. За процент не можам да зборувам, меѓутоа станува збор претежно за семејства кои што имаат поголем број на деца. За крај на овој наш мал разговор, знаат ли по некои македонски збори, рековте дека имаат во програмата? Што знаат да отпоздрават? Значи, децава се овдека отприлика околу 8 месеци. За овој период и претходно тие почнаа да зборуваат, меѓутоа сега веќе тоа насочено. Можете да направите одличен разговор на македонски јазик и да се разберете со нив.